вести на Канал 8, добро дојдовте. Казна од 20.000 евра ќе заработи компанијата Paper Mill заради недозволено испуштање штетни материи во воздухот. Мерката ја изрекува Државниот инспекторат за животна средина, откаде најавија дополнителни обврски за кочанската фабрика, која треба да постави соодветни филтри на постојниот оџак. Државниот инспекторат за животна средина предложил казна во износ од 20.000 евра за фабриката за хартија Paper Mill од Кочани, откако резултатите од мерењата на испуштањето честички во воздухот биле над дозволените граници. Директорката на инспекторатот Ана Петровска на пресконференција соопшти дека во првиот вонреден надзор, што бил извршен на 20 ноември, констатирани се мерења на PM честички отпадни гасови во Paper Mill. При тоа е утврдено оти испуштањето прашина и јаглерод моноксид во воздухот биле над дозволените вредности. Со решение ги задолживме да го сменат горивото од пелети на метан, за да не загадуваат. Во меѓувреме тие инсталираа опрема за озонирање со цел намалување на јаглеродниот моноксид и извршија корекции на воденото отпрашување, филтерот, со цел намалување на PM честичките. Откако ги направија овие измени, следеше тестирање на технолошкиот процес и ново мерење на емисиите во присуство на инспектор. Резултатите повторно беа над дозволените граници. Инспекторатот изврши контролен надзор и предложи казна во износ од 20.000 евра и го задолжи Paper Mill да врши мерења од акредитирана лабораторија еднаш неделно, бидејќи не смее да ги надминува граничните вредности. За да се реши трајно проблемот со PM честичките, Paper Mill во рок од 2 месеци ќе вгради филтер, што ќе овозможи PM честичките да бидат неколку пати пониски од граничните вредности што се утврдени со дозволата. Според Петровска, изрекувањето на казната, но и на тамошните мерки за испитување на испуштањето штетни материи во воздухот е во насока на обезбедување здрава животна средина за граѓаните во Кочанскиот регион. Покрај тоа биле спроведени уште неколку контролни надзори и во други градови во државата, каде се издадени вкупно 47 решенија за отстранување недостатоци. Изречени се 2 прекршочни пријави, 2 забрани за горење отпад, 1 записник за порамнување и 3 предлози за казни. Побарана е и соработка и постапување од другите институции, како што е Министерството за внатрешни работи, Министерството за животна средина и просторно планирање, како и од комуналните инспектори во општините. Целосно се менува ликот на основното училиште Малина Попиванова. Со владини средства се менува фасадата на училишната зграда, со што ќе се подобри и енергетската ефикасност во училиштето. Со сопствени средства се вложува и во спортските реквизити, како и промена на осветлувањето. Од училиштето се надеваат и на одобрување и добивање средства од Министерството за образование и наука за промена на фасадата на салата и промена на кровот на установата. Што можете да видите, значи од една страна веќе е завршено, другата страна, од десната страна моја е при крај и очекуваме во рок од 10 дена, исто така и од другиот влез ќе биде готова фасадата. За 10-15 дена очекуваме дека фасадата ќе биде целосно завршена. Бидејќи малце временските услови, изведувачите си ги завршија нивните работи, останува на нас, значи уште значи да ги обележиме спортските терени и да ги наместиме спортските реквизити, поточно кошевите, и мислам дека таму ќе биде осветлувањето е готово, што беше не донација, него што беше финансирано од наша страна, од страната на училиштето. Исто така, значи, и спортските реквизити во кошовите ќе бидат наместени во училишната сала. Значи е спремен и проектот, и тоа сакам да кажам, значи е готов проектот и е испратен до Министерството за образование за останатиот дел од фасадата, за салата, за помошната зграда и за кровот на училиштето со салата. Инаку училиштето обезбеди вкупно 78 таблети за потребите на учениците за следење на наставата од далечина, од кои 30 се обезбедени со сопствени средства од училишната установа, 25 од амфенол, 13 од антура и 10 таблети донација од фирмата Ината. За наставниците училиштето со сопствени средства набави и 18 лаптоп компјутери за следење на онлайн наставата. Инаку, директорот Петров додаде дека наставата на далечина се одвива непречено, немаат случај на заразен со COVID-19 и се одвива без никакви проблеми со интернет и комуникацијата меѓу наставниот кадар и учениците.
Со пари од владата ќе се модернизира основното училиште Малена Попиванова. За 15 дена се очекува да биде готова новата фасада на училишната установа. Сообраќајна несреќа со трагични последици се случила викендов во Виница, при што едно лице го загуби животот. Полицијата од Кочани пак поднела кривични пријави за 2 лица кои ги нарушиле мерките за заштита во услови на пандемија, како и за едно лице кое нападнало малолетник. Пешак од Виница починал како последица на тешките телесни повреди што ги добил откако во него удрило патничко возило. Според известувањето од Министерството за внатрешни работи, во неделата околу 18 часот на улицата Крушевска република во Виница, патничко моторно возило Fiat Punto со винички регистарски ознаки, што го управувал 40-годишниот ЗП од Виница, удрило во 66-годишниот пешак МГ. По незгодата, тешко повредениот со возило на итна медицинска помош бил пренесен во здравствениот дом во Виница. Таму лекарите констатирале смрт. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и увидна екипа од полициската станица од Виница. Од полицијата информираат дека надврешната канцеларија за криминалистички работи од Кочани поднела кривична пријава против 22-годишниот ДП и 44-годишниот ГП од Кочани. Против нив постои основано сомнение дека сториле 2 кривични дела, непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. На 25, односно 26 октомври годинава, на улицата Стамен Манов пријавените за време на прогласена пандемија со COVID-19 најпрви на терасата во својот дом, а потоа и на јавен простор пред куќата организирале прослава, а при тоа имало присутни поголем број лица. Исто така, надврешната канцеларија за криминалистички работи од Кочани поднела кривична пријава против 56-годишниот СП од Спанчево, поради постојање основано сомнение дека сторил кривично дело насилство врз дете. На 26 ноември годинава во селото Спанчево пријавениот физички нападнал малолетник. 54 ново заразени од COVID-19 во Кочани за 3 дена, регистрира Министерството за здравство. Вкупната бројка на активни случаи во моментов изнесува 260. 11 ново заразени лица со COVID-19 во последните 24 часа регистрира Министерството за здравство во Кочани. Оздравени се 12 лица. За 3 дена во Кочани се регистрирани 54 новозаразени со COVID-19 и 35 оздравени пациенти, а починати се 2. Вкупната бројка на активни случаи во моментов изнесува 260. Во Виница во последните 24 часа регистриран е 1 случај на новозаразен и 2 оздравени. Во последните 24 часа се направени 1837 тестирања. Регистрирани се 613 нови случаи на COVID-19, од кои најголем број се во главниот град. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 73.638. Бројката на оздравени пациенти е 49.414. На починати е 2.121, а бројот на активни случаи изнесува 22.103. Комисијата за заразни болести предлага угостителските објекти да работат до 18 часот. Таа мерка предложено е да важи од 18 декември до 21 јануари идната година. Останува во сила забраната за собири на јавни места, како и прослави на плоштади за новогодишните празници. Комисијата за заразни болести на владата ќе препорача угостителските објекти да го намалат работното време. Кафулињата и рестораните да работат до 18 наместо до 21 часот, како што е во моментов. Предлагаат здравствените експерти и тоа од 18 овој месец па до 21 јануари идната година. На тој начин, според нив, ќе се избегнат гужви и можност да се организираат поголеми новогодишни прослави во кафеаните. Останува во сила забраната за собири на јавни места и се апелира до единиците за локална самоуправа да го засилат надзорот за почитување и спроведување на оваа мерка. Во предстојниот период, Комисијата за заразни болести препорачува забрана за групирање по плоштади за дочек и прослава на Нова година, како и секаков вид на собири во периодот на празниците, наведуваат од Комисијата.
Истите правила за забрана за собири важат и за одбележувањето на верските празници, а внатре верските објекти да се пополнат со 30% од капацитетот и сите да бидат со маски. Овој предлог угостителите го слушнаа директно од комисијата, бидејќи беа повикани на состанокот. Оваа препорака според угостителите е избрзана и без никаква анализа. Угостителите се разочарани дека нивните барања не биле слушнати на средбата и бараат за време на новогодишните празници да работат до 1 часот по полноќ. Доколку сепак владата ги прифати порестриктивните мерки на Комисијата за заразни болести, угостителите бараат дополнително финансиско обештетување од државата. Дополнително на се, угостителите сметаат дека ниту еден угостителски објект досега не бил извор на ширење на заразата. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра последното есенско коло во првенството на втората фудбалска лига Исток. Осогово забележа висока и убедлива победа во гости против Росоман, а Виничка Слога на домашен терен загуби од лидерот на табелата Брегалница од Штип. Со одигрувањето на надпреварите од 16-тото коло, Викендов заврши есенската сезона во второлигашкото фудбалско првенство на Источниот регион. Како и што се очекуваше, резултатите од сите средби не влијаеа на големи поместувања на табелата, иако за дел од екипите кои се борат за одржување на статусот, тие значат спас од зоната на испаѓање. Ова важи и за кочанскиот второлигаш Осогово, кој на гостувањето против последно пласираниот Росоман забележа убедлива победа од 7:1 и заслужено ги освои 3 бода. На тој начин се зацврсти во средината на табелата. Со вкупно 19 бода, жолто-сините се на 7-та позиција, веднаш зад Виничка Слога и Каменица Саса, кои имаат само по 1 бод предност. За разлика од Осогово, Слога на домашен терен доживеа пораз од 3:1 од Штипска Брегалница, која уште од претходно ја обезбеди есенската лидерска позиција, а со новите 3 бода значително му побегна на конкурентот Тиквеш, кој излече само бод на гостувањето против Прилепска победа. Иако во тимот на виничани потајно се надеваа дека може да се направи изненадување, сепак предизвикот беше преголем, а гостите од Штип не дозволија изненадување. Тие и на овој надпревар ја докажаа својата доминација во првенството на Источната фудбалска лига, при што Османовски постигна 2, а Стојанов 1 гол, со што донесоа триумф на својата екипа која има вкупно 42 бода. Единствениот погодок за Слога го постигна Спасовски во 77-та минута. Со овој резултат, Виничкиот второлигаш ќе помине паузата до пролетниот дел на 6-та позиција со освоени вкупно 20 бода. Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.